Денеска сме на гости кај училиштето за странски јазици, кое по својата оригиналност, начин на пренесување на знаење, ни за успеси, како и многу изненадувања, кои ги приредува на своите ученици, се двои од сите останати. Училиште, чија што цел покрај знаењето и среќата на децата. Знаење, но и безброј насмеани и среќни детски лица. Секако дека знаете за кого станува збор. Училиштето кое го носи епитетот најдобро училиште за странски јазици во нашиот град и пошироко – Пегасус. Може ли да ни кажете од кога постои ова училиште и нешто повеќе околу неговите почетоци? Па вака, Пегасус постои од 2002 година и се роди како идеја помеѓу неколку професори кои што и претходно работеа во други училишта. Идејата беше да се понуди еден начин на учење на англискиот јазик кој што ќе биде преку забава, преку игра, со користење на интерактивна методологија, значи да им се даде можност на учениците повеќе да го вежбаат и практикуваат јазикот и да ги развиваат говорните вештини, комуникацијските вештини кои што се говорење, пишување, слушање и читање на англиски јазик. Така што 2001 година претходно се случија неколку интересни проекти во кои што учествувавме ние како тим со ученици, а тоа беше театарска представа Трговецот од Венеција, кој што ја поставивме на сцена во културниот дом на англиски јазик и после тоа веднаш Пегасус започна со часови во овие простори баш тука. Годинава славиме 15 годишнина од постоењето на Пегасус и можеме да кажеме дека сме задоволни од постигнатото, затоа што во овие изминати 15 години помина и научи англиски во Пегасус многу ученици од овој град. Колкав број на ученици брои вашето училиште и од која до која возраст? Бројот на ученици зависи од година на година, секоја година во Пегасус се вршат уписи на нови ученици, а исто така треба да се повторно запишат или регистрираат и старите ученици, така што вкупната бројка на ученици кои што сега поминали низ Пегасус не можам да ја кажам точно, но можам да кажам дека над 300 ученици годишно поминуваат низ Пегасус. Така што, да, тоа би било да речеме една, се станува збор за Пегасус кој што има своји простори во Тетово, но ние пред година-две исто така имавме простори во Прељубиште, во библиотеката Светлина Дрита, а од пред 3 години исто така функциониравме и во Брвеница со наша училница, значи тоа се дополнителни наши пилот проекти, да речеме. Кои се тие ваши специфични методи за пренесување знаење со кои привлекувате толкав број на ученици? Па вака, значи методологијата која што ја користиме пред се е забавна за учениците, се работи англискиот јазик преку теми кои што им се блиски на учениците, кои што се интересни за различни возрасти, нели? Нема оценување кај нас, веројатно и тоа е голем придонес за успехот, значи нема формално оценување со оценки, туку има проекти, преку проекти учениците покажуваат колку го совладале тоа што се изучувало во одреден период, на одредена тема, и тоа се најчесто забавни теми, например проекти, еве работиме со една група Rock and Roll Hall of Fame, и тука учениците бираат свој rock and roll бенд, го презентираат на англиски јазик со претходно зададени задачи и параметри и според тоа класот или групата како жири оценува која од презентациите најуспешно презентира. Ова е само пример во како ние работиме за да го оцениме знаењето кај учениците. Сега морам да кажам дека лани во Финска Министерството за образование беше прогласено како најуспешно во светот затоа што направиле реформи во образованието кои што довеле до успешни резултати кај учениците. А реформите пред се однесуване на тоа што учениците немале домашни работи, значи не биле оптеретувани за дома да работат, туку се што требало да се изработи се изработувало во училиште и пред се бил фокусот на забавата и на играта. Значи тие два елементи, да речеме, се најбитни во изучување на било кој предмет, доколку учениците се самите расположени, доколку се имаат желба да го научат тоа што им се нуди, тогаш многу е лесно оди процесот. Тие се тие методи кои што ние ги користиме. Уписите се во тек. Кажете ни на кој начин може да се стане ваш ученик? Па вака, значи ако некој претходно идел во Пегасус, доволно е само да се јави или да дојде тука во просторите во Пегасус, да ни го каже распоредот кој што го имаат на училиште и да добие распоред од нас. Доколку е нов ученик, кој што претходно не доаѓал во Пегасус, не учил англиски тука, ќе треба да се направи кратко интервју, едно малечко тестче, за да се види на кој ниво е. Тоа не е ништо страшно, туку само проверка колкави се знаењата на ученикот, за да знаеме точно кој ниво би му одговарало на тој ученик за да учи англискиот јазик соодветно на неговите познавања.
Кои се вашите планови за воиднина? Дали ќе ни откриете некои изненадување? Па, како што кажав на почетокот, Пегасус годинава ја слави 15 годишнината од своето постоење, што значи дека како што и секоја година правиме некој интересен настан со учениците. Значи, минатата година, пред да почне летото, направивме забава посветена на Шекспир, Shaken Love 2016. Пред тоа, предходната година имаше талент шоу, па имавме предходно Happy Picnic и така натака. Годинава веројатно ќе иде нешто многу интересно. Се уште не сме се договориле со професорите како тоа ќе изгледа, што ќе изгледа, но најавуваме една огромна забава за сите ученици во Пегасус. Тоа ќе биде и сепак ќе остане изненадување уште некое време додека не објавиме на која тема ќе биде и како сето тоа ќе изгледа. Но ветуваме луда забава. Англискиот јазик е мост кој води кон подобра иднина. Учете англиски јазик. Ќе ви служи во животот.